Ке го изгубат ли македонците мнозинството во својата земја само за да се задоволат апетитите на малцинствата? Има ли шанси прогнозите на политичарите уште пред да започне пописот да станат реалност? Се одбројуваат последните десетина дена до соопштувањето на резултатите од најголемата статистичка операција во Македонија, а првиот човек на статистика веќе најави дека по објавувањето, како што вели тој, ќе биде државен непријател број 1. Привесен сум дека наредните месец дена ќе бидам она државен непријател број 1, се чего. Сите малцинства во Македонија имаа посебни барања од пописот и ги испорача уште пред да почне пребројувањето. Турците беа децидни дека нема да го признаат пописот ако се под 7% од вкупното население. Ромите очекуваа да се покаже дека се 100.000 во Македонија, односно 4%. Владеачката партија пак ДУИ се изјасни дека нема да го признае пописот ако албанците се под 20%, а за Алијанса за албанците и за алтернатива очекувањата беа пописот да покаже 29% албанци во Македонија. Како наближуваше објавувањето на резултатите од пописот, порасна апетитите на албанците за поголема застапеност во вкупната популација во Македонија. Поранешниот пратеник Ружда Матоши се расфрлаше со бројки по социјалните мрежи. Според него, македонците се само 5% повеќе од албанците, а за прв пат се спомна и конкретен процент на бугари во Македонија. Само предвидување е. Македонци 40%, албанци 35%, бугари 15% и малцинства 10%. Попис во Северна Македонија. И лидерот на ДП Амен Духтачи влезе со лицитација дека бугарите ќе бидат трет народ според бројност во Македонија, по македонците и албанците. Од друга страна, бугарските политичари велат дека 130.000 македонски граѓани имаат бугарски пасош, па очекуваат тоа да има свој удел и во пописните резултати. Конечните резултати од пописот кој се спроведе минатата година во Македонија од 5 до 30 септември ќе бидат соопштени на 30 март. Според ДЗС се попишаа 1.832.696 лица во Македонија. Последниот попис во државава беше одржан во 2002 година, кога вкупното население изнесуваше 2.022.547 лица.